СДСМ воведе арач за успешните фирми со закон кој го нема во ниту едно европско законодавство, констатираа денесот ВМРО ДПМНЕ. Е новото економско промашување на владата. Власта на СДСМ и ДУИ внесува нестабилност во работењето на бизнисот во Република Македонија. Имено со донесениот закон за така наречениот данок на солидарност, власта воведува арач за успешните компании, наместо да се бори со сивата економија. Сведоци сме дека во одредени делови од Македонија има даночни раеви, а се врши трговија и во странски валути, што е исто така казниво. За подсетување на јавноста, со овој закон за солидарност, секоја фирма која работела успешно во 2022 година ќе плаќа дополнителен еднократен данок од 30% покрај веќе постоечките 10% данок на добивка. Ова не е солидарност, ова може да се каже дека е рамилук. Власта го злоупотреби европското знаменце за да донесе закон со кој фирми од сите сектори, а не само фирми од енергетскиот сектор како што е секаде во Европа, ќе го плаќаат овој данок. Дополнително овој закон, уште со денот на неговото објавување во службен весник, ќе биде обжален од сите стопански комори во Република Македонија. ВМРО ДПМНЕ не го одржа овој закон од повеќе причини. Прво, воведува правна несигурност кај компаниите. Непредвидливоста во даночните политики го намалува инвестирањето на постојните компании, внесува дополнителен ризик кај потенцијалните инвеститори, а за ваквата појава стопанските комори секојдневно реагираат, но власта никако да се коригира веќе 6 години. Под број 2, не постои ваков закон во рамки на Европската Унија.